Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски по повод 100 дена влада кој ги нарече како најкатастрофални од сите досегашни влади. Побара итно да се свика лидерска средба на која освен бугарското вето ќе се разговара за економската и ковид кризата во земјава. Тој вели дека за 3 месеци во Македонија починале над 1400 пациенти заболени од COVID-19. Економијата потонала во рецесија, се покачила цената на струјата, а 50.000 граѓани останале без работа. Анализите на невладината Finance Think покажува дека половина милион граѓани живеат со по 2 евра на ден. Во здравството загубите се плаќаат со човечки животи. Внимавајте, за 100 дена повеќе од 1400 наши сограѓани ги загубија животите поради ковид пандемијата и неспособното менаџирање со здравствениот систем. Дозволува висока стапка на смртност. И точно е дека поради корона кризата секаде состојбата е лоша, но овде смртноста е изворено висока. Државава е 7 во светот по степенот на смртност на милион животи. ВМРО-ДПМН останува на ставот дека треба да се формира експертска влада и да се одржат предвремени парламентарни избори кога здравствените услови ќе го дозволат тоа. Но лидерот не конкретизираше кога партијата ќе поднесе интерпелација за работата на владините министри и на владата. После 4 години лаги дека само што не сме почнале преговори, денес е јасно дека имаме влада која не може да испорачи европски иднина. Ја лажеше јавноста дека ќе имаме европски иднина, се откаже од Македонија и продолжи со скандалозното интервју на бугарскиот медиум да се откажува од идентитетот. Тој де факто не му успеа затоа што изминативе денови се случи народ. Овој пат народот и ние заедно со него, сите заедно, оние кои што беа со нас на улиците, но и оние кои не поддржуваа во своите срца, успеавме во првиот чекор да ги откажеме од намерата да се откажат од придавката македонски и да го распродадат македонскиот идентитет. Осврнувајќи се на како што вели лошиот менаџмент во здравството, Мицкоски потсети дека докторите не ги добија ветените 100.000 денари плата, а за матичните доктори кои се на првата борбена линија во корона пандемијата нема зголемена капитација. Во однос на економијата, председателот на ВМРО-ДПМН вели дека годинава се случило историски најголемото задолжување од над 1 милијарда евра, а јавниот долг пораснал за 61% од бруто домашниот производ, товар што директно ќе падне врз грбот на ионака осиромашеното население.